Господине Мухетов, уште еднаш честитки на вашето останување на чело на Македонската ракометна федерација. Веднаш вашата оставка беше отфрлена на почетокот на собранието, тоа покажува дека уживате голема доверба и кај клубовите, кај ракометарите, па и кај јавноста. Добро, за мене е ова голема сатисфакција дека еве, да кажам, сите чинители основни во ракометниот спорт, дали се тоа клубовите, играчите, дали се тоа еве судиите, делегатите, тренерите, сепак го ценат она што сме го работеле во овие 3 години, така да после една ваква подршка мислам дека би било несериозно да не се остане и да се доработи најпоштено и најфокусирано мандатот во ракометната федерација. Останува мандат уште една година до февруари 2017, односно март 2017 година. Што може да видите од ваша страна за ракометот во Македонија, колку ќе се работи, што ќе се работи и што ќе биде ставено како акцент од ваша страна во следната година? Па ние ќе се фокусираме како и до сега на младите категории. Например, прво денеска донесовме една мерка која мислам дека е баш позитивно аспект на добивање на масовност во функционирањето на ракометниот спорт, а тоа е ги укинавме сите судиски и делегатски такси во пионерските и во кајатските лиги. До сега тоа го плаќаа клубовите, од сега федерацијата си ја зима таа обврска. Со таа мерка ние сакаме да ги охрабриме и сите оние ракометни академии, ракометни школи, клубови да се пријават во регуларниот систем на прерување на ракометна федерација на Македонија, баш да се добие масовност. Надвор од тоа ќе се потрудиме уште повеќе да ги анимираме кадетските репрезентации, младинските, да бидат присутни на што повеќе, да кажеме, надпреварувања, да регуларноста на надпреварите што ги имаме биде на високо ниво, да одиме во фаза на уште поголема дигитализација во рамките на функционирањето на клубовите, на федерацијата, на нашата меѓусебна интеракција, значи да пратиме све што е нов тренд и од тој аспект.